За прв пат во Прилеп наскоро ќе започне со работа првото приватно музичко училиште кое што е насловено Матрикс. Еден од неговите идејни креатори и творци на ово училиште е Давид Нешковски, со кого што ќе поразговараме малку повеќе на оваа тема. Давид, како дојде пред се до идејата за формирање на ова прво приватно музичко училиште во нашиот град? Ви благодарам за поканата, ми е мило што сум тука. Ова не е нов концепт. Никаде во светот не е нов концепт да се има приватно музичко училиште, каде што секој кој што има желба да научи нешто повеќе околу музика и околу инструменти може да дојде да се едуцира. Ова е за прв пат во Прилеп, многу ново и многу релативно непознато, затоа што не е стандардно и класично образование. Во соработка со моите колеги во текот на изминатава година се започна муабетот дали би било паметно да се направи едно училиште од ваков калибар и се испоставува дека е многу интересна и многу убава идеја за едно место да се добие ваква една установа од едукативен карактер. Музичкото училиште се почнува со работа, значи од февруари. Тоа е музичко училиште во кое што ќе се изучуваат популарни жанрови, значи не е стандардно, не е ориентирано кон сепак класика со должна почит кон тоа и изучување на нотни записи и сето тоа, туку е наменето за луѓето да можат да научат како е да се свири на инструмент, како е да се свири во бенд, како е да се свири во една музичка формација, која што на крајот од сето тоа ќе продуцира подобри, поразбудени и попродуктивни идни генерации. Се оформува училиштето за почеток со неколку професори кои што ќе продаваат на неколку инструменти, а тоа се гитара, бас гитара, тапани, соло пеење. Имаме за многу брзо време ќе се објави кој би предавал на саксофон и исто клавиатури. Значи за гитара сум јас ќе предавам во таа насока. На клавиатури би бил професор Дејан Трајковски, кој што исто еден одличен прилепски музичар. На тапани е Филип Јездич. Професор по бас гитара е Гараловски Кире. И професор по соло пеење е Денис Димовски. Сите едуцирани музичари, сите со голема и дебела позадина зад себе, кои што можат да понудат квалитетно образование за секој кој што е заинтересиран. Која ќе биде разликата од ова приватно училиште Матрикс до основното училиште Орда Михајловска, кое што веќе постои во нашиот град? Како што реков, разликата помеѓу нас и државното, мислам основно училиште во Прилеп е тоа што кај нас се изучуваат модерни стилови, се изучува нешто што е актуелно денес, нешто што луѓето сакаат да го слушаат и што се свири на радио. Се изучуваат по инструментално ориентирани работи, се изучува тоа како во примена, во пракса може едно дете или еден повозрасен човек сеедно да се снајди на инструмент со вокал или во музичка креација во бенд. Многу е поинаку да го ставиш човек во една група и да му речеш сега снајди се, тој автоматски ќе стане разбуден човек, ќе размислува многу побрзо, ќе размислува многу поефикасно, затоа што свирењето на инструмент во пракса, каде што мораш да размислуваш за кој акорд сега треба да се фати и што прават колегите во бендот, автоматски те тера да станеш подобар и поразбуден човек во генерала. Така да, разликата помеѓу нас и државното училиште е тоа што нашиот процес е порелаксиран, ќе се работи во мали групи, фокусирана настава, но со примена на слушање на музика, со примена на едуцирање на сите ученици кои што би биле запишани, што е тоа музика и што е тоа култура во генерала, да ги натераме да станат подобри од тоа што се тоа ни е и генералната цел. Зошто Матрикс? Што представува името? Матрикс представува, според мене, размислувањето беше да Матриксот представува една матрица. Што значи тоа? Матрицата која што ние како професори од една страна би му ја предале на сите ученици.
Како што реков, музиката не е само да се свири, не е само да ги научам акордите или да научам натапани кој дел од сетот што прави и зошто е тоа така. Туку оваа дејност те тера да станеш подобар од тоа што си. Затоа што мораш, како што реков, пак ќе се повторам, да бидеш разбуден, да бидеш свесен и да размислуваш сам со својата глава, што е многу скапоцена дејност во Македонија генерално. Мора да се размислува сам, да се размислува ефективно, да се размислува брзо, да се создава да се создаваат индивидуи кои што ќе бидат освестени, будни и ќе знаат што следи, да се справуваат подобро со проблемите. Тоа е таа матрица која што сакам, ми е желба и ми е цел да му се воведе на децата, покрај тоа што ќе добијат најдобра музичка едукација од тоа што ние знаеме и умееме да понудиме, ќе добијат едукација во тоа како е да се живее овој живот, што е тоа уметност, што е тоа музика и што е тоа култура на слушање, да знаат луѓето да почитуваат кога нешто е добро и нешто е квалитетно сработено. Колку вакви училишта има во Македонија и во регионот? Во Македонија напрсти се бројат училиштата од ваков карактер. Јас знам дека неколку училишта веќе се отворени во Скопје. Знам дека тоест не сум баш сигурен дали имаше едно во Куманово и тоа е тоа, мислам, дека од приватни музички училишта е храбро да се отворат во Македонија, затоа што сепак оваа средина е таква како навикната да се знае дека музичкото училиште мора да биде една официјализирана установа, а не нешто понастрана од тоа. Така да се бројат напрсти приватните училишта и се преплавени, колку што јас сум информиран, со нови ученици со голем интерес, што ме радува и ми кажува дека би имало прогрес, би имало плодна почва за да се едуцира како и деца, како и млади, така и повозрасни ученици. Моментално во тек се уписите за школото. Дали пред неговиот почеток би имало некако вид на аудиција или пак сите кои што сакаат би биле примени во училиштето и какви курсеви ќе има, мислам, какви обучувања, дали за напредни или за основни? Значи секако мора да постојат и напредни и основни курсови по секој инструмент кој што ќе се изучува. Во тек сме, како што кажа, на уписи на нови ученици. Тоа ќе трае до почетокот на наставата, тоа е во февруари, што значи дека во текот на јануари сите кои што се заинтересирани да бидат дел од училиштето ќе бидат повикани на една кратка средба да се види кој е нивното ниво, дали знаат нешто од инструменти, иако не знаат, пак е во ред, значи сето е во ред, само да се процени ситуацијата, да се поделат луѓето по екипи, по групи и да се почне наставата од соодветното ниво на способности на секој индивидуалец. Дали веќе си има направена програмата како ќе се одвива со учениците? Програма е оформена. Почетниот курс, значи основниот курс, ќе биде поделен на 3 квартали по 4 месеци, тоа значи 12 месеци, една година почетен наставен курс, каде што тој што немал никаков допир со инструмент во неговото минато, ќе дојде до позиција каде што ќе има едно убаво познавање за инструментот, апсолутно со должното време посветено и од индивидуалецот за работа и за вежбање, каде што ќе мора да се работи взаемно. Ќе дојдеме до ситуација каде што ние ќе се потрудиме да успееме да му покажеме како е да се работи во музичка формација, како е да се свири како индивидуалец, како е да се свири активно и да се размислува во моментот брзо и ефикасно. Каде можат да ве најдат, каде да се обратат заинтересираните? Сите заинтересирани можат да се обратат како на нашата Facebook страна, која што е Matrix музичко училиште Прилеп, исто така можат да се обратат на мејлот muzickomatrix@yahoo.com, каде што можат да ни пишат сите кои што сакаат и ние ги додаваме во листата на ученици.
И еве за крај, дали имате размислувано, се уште мислам многу рано училиштето не е ни започнато со работа, но сепак со тие талентирани ученици кои што би произлегле од тука, формирање на некаква група или соло пеачи, па вие да настапувате на некој вид на продукција која што ќе работи со тие талентирани дечки и која што ќе им овозможи на таа музичка кариера. Апсолутно да. Целата поента на сета оваа проекција е да се создадат млади нови музичари, просперитетни, кои што ќе имаат многу светла иднина. Во текот на часовите, како прогресираат учениците, ќе се селектираат кој во каква музичка формација би бил најкомотен и би бил најудобен и така тоа ќе се случува. Значи, би се формирале музички формации, бендови и би се одделувале соло пејачи кои што одскокнуваат, кои што стварно можат да застанат на сцена и да отпеат некое и посериозно парче, да се и на крајот како една целина би се почнало со снимање да го направиме како еден посериозен проект и би се создале и концерти и завршни концерти каде што сите кои што се во такви формации ќе имаат шанса да дојдат на виделини да се представат со тоа што го научиле во училиштето. Давид, ти благодарам на разговорот и еве сите заинтересирани може да ги контактираат членовите кои што го организираат ово училиште Матрикс и од февруари да започнат со учење на оној инструмент кој што го сакаат.